Евентуални нови тензии на северот на Косово со исти пропорции нема да ја загрозат безбедноста на Северна Македонија, уверува председателот Стево Пендаровски. Според него, сите анализи на домашните, но и меѓународните релевантни безбедносни структури покажуваат дека нема да биде разнишан мирот во нашата држава, но и во соседните земји. Македонските безбедносни служби будно го следат развојот на настаните во Косово, а оценката е дека таму тензиите одат во надолна линија, вели председателот. Пендаровски отворено одговори дека идејата за размена на територии меѓу Србија и Косово и евентуално прекројување на границите е анахрона и припаѓа на 19. век. Бидејќи е неодговорно да се разговара за една во суштина грозна идеја за размена на луѓе и територии во 21. век. Последен пат таква работа се случувала со подршка на големите сили пред околу 1 век, 1923 година. Прашете ги Грција и Турција, ден денеска влечат последици од таа размена на луѓе и територии, че не можам да замислам дека може нешто пострашно да се случи ако некој стварно мисли сериозно да влезе во екзекуција на еден таков проект. Пендаровски како врховен командант на вооружените сили за прв пат го посети Министерството за одбрана и Генералштабот. Таму се сретна со министерката Радмила Шекеринска и началникот Васко Ѓурчиновски. За ситуацијата на Косово и евентуалното влијание врз безбедноста на државата говореше и вице-премиерката. Според неа, Северна Македонија наместо да стравува од безбедносна криза, реши да делува уште кога новата владеачка гарнитура ја презеде власта, ставајќи го фокусот на зачленувањето во НАТО. Токму поради тоа не очекуваме ниту влијание безбедносно директно, ниту влијание врз економските показатели. Затоа што и граѓаните, и бизнисот, и домашните, и странските инвеститори го препознаат членството во НАТО како инструмент да им гарантираме безбедност и на нивниот капитал, и на нивните инвестиции. Денешната средба министерката Шекеринска искористи да изрази својата поддршка кон Пендаровски и да потврди дека Северна Македонија со него добила вистински врховен командант на вооружените сили. Пендаровски пак средбата искористи да потенцира дека ќе работи на модернизација, усовршување и професионализација на армијата.